Министерството за здравство само ќе обезбедува финансиски средства за набавка на нова компресорска станица на клинички. Тоа е идејата на министерот Арбен Таравари што ќе ја достави до владата, дознава Алфа. Ова би значило дека набавката, монтажата и пуштањето во работа на кислородните помпи во најголемиот здравствен центар во Македонија целосно да бидат во рацете на Министерството за здравство. Од кабинетот на министерот велат дека со новиот начин за набавка на нова компресорска станица се ќе биде побрзо и поедноставно. Министерството за здравство ќе ја извести владата и ќе ја предложи обврската околу активностите за објавување на постапка за набавка, монтажа и пуштање во работа на системот за компримиран воздух да ја преземе Министерството. Финансиските средства потребни за спроведување и реализација за набавка, монтажа и пуштање во работа на систем за компримиран воздух ќе ги обезбеди Министерството за здравство, со што нема да постои обврска на ЈЗУ да го плаќаат предметот на набавка. Во меѓувреме, продолжува неизвестноста кога нормално ќе профункционираат хирушките сали на клинички. Откако ниту една фирма не се јави на тендерот за набавка и пуштање во работа на нов систем за компримиран воздух во вредност од околу 300.000 евра. Поради ова, дополнително се пролонгира првичниот рок најавен од Министерот за здравство, дека за 6 месеци ќе биде поставена нова компресорска станица. Во летните месеци, олеснителна околност е што се редуцирани хирушките интервенции поради одморите и топлото време. Но се поставува прашањето, што ќе се случува на есен? Дали ќе има дополнителен хаос или надлежните ќе изнедат решение. Инаку, колапсот на хирушките клиники настана пред 2 месеци кога беа затворени сите сали, а на стотици пациенти им беа одложени операциите. Од заедничките служби на клинички тогаш кажаа дека пред неколку години алармирале дека компресорската станица треба да се промени, но досега никој не направил ништо.